Njësër ankesash I drejtuan buqit e kërqovës ministrit të bujqësisë Cvetan Tripunovskit. Arsyet për mos punimin e tokës sipas bujqve janë kushtet elementare si sistemi ujitjes, mos subvencionimi e çështje të tjera. Друга работа е што луѓето не наводнуваат кај нас, не работат земјоделие, бидејќи немаме со мали захвати, треба да се направат мали брани за наводнување на целото поле. И луѓето и не може поради тие причини не ги обработуваат цело земјиште во Веричка река. Имавме аплицирано за млад брачен пар земјоделец, млад земјоделец, за набавка на механизација, за обработка на земјоделско земјиште, кој ги исполнивме сите критериуми. Барањето апликацијата беше направена согласно и огласот, конкурсот. И добивме едно известување кратко дека сме одбиени. Сакам поточно да кажат конкретно зошто не е прифатена таа апликација. Ministri Tripunovski foli edhe për vonesat e pagesave të subvencioneve, disa prej të cilave për blegtorët kanë mbetur pa paguar që në vitin 2024. Тековната 26-та година со внесењето на програмата исплаќаме субвенција од 25-та година согласно роковите кои што ги имаме до средината на оваа година. Има и дел кои што се однесуваат на 24-та година, кој што можеби бил во делот на дополнителна контрола која што требало да се спроведе. Од почетокот, односно однесењето на програмата за 26-та година до денес се исплатени преку 30 милиони евра и дополнително се изработуваат и налози за останати плаќања кои што ќе Në Maqedoni janë rreth 1500 oda bujqish të evidentuara. Pjesa më e madhe e bujqësisë janë të fokusuar në bletari, bagti dhe kulturat bujqësore. Gjatë takimit që ministri realizoi me banorët, pati reagime edhe për banderolat që ishin vetëm në gjuhën maqedonase, ndërsa ministri kur u pyet nga mediat, tha se gjuha maqedonase është gjuha e vetme zyrtare në vend. Официјалниот закон е македонски јазик, така да мислам дека е разбирливо. Вие сте првиот кој што наоѓа забелешка на ваквата ситуација.